Граѓаните на Република Македонија навистина покажаа каква Македонија сакаат. Граѓаните на Македонија застанаа зад концептот дека секој е важен и дека Македонија треба да биде држава на сите граѓани и за сите граѓани. Како влада на Република Македонија застанавме цврсто зад овој концепт што обезбедува живот и иднина за сите граѓани и одлучни сме. Ќе продолжиме да ја градиме Македонија во држава за сите и на сите. Општеството го поставивме на вистинскиот пат. Тоа е патот на демократска и европска Република Македонија. Демократијата не се стекнува преку ноќ, ниту пак е нешто дадено еднаш за секогаш. Ја развивавме секој ден со тоа што се развивавме пред се самите себе си, низ надминување на наметнатите или наследени предрасуди и стигми, испречени како предизвици за да излечеме поука, што е најдоброто. Како и да е, еден од темелите на демократијата е почитувањето на човековите права и владата ќе направи се за да ја овозможи ова уставна придобивка на секој граѓанин во Република Македонија. Знам дека вашиот центар, поради поттикнатите насилнички напади, мораше да ја смени својата локација и да се исели од просториите во Скопската чаршија. Овој инцидент, како и уште неколку слични други во изминатите години, не беа расчистени од страна на институциите. И тоа не се единствените што се случија во државата. Како влада ќе сториме се да ги излечеме пред лицето на правдата. Тука сум вечерва уште еднаш да испратам порака дека тие времења на беззаконие, на кршење на човековите права по кој било основ се минато. Затоа што владата на Република Македонија поставува темели на држава која што е заедничка за сите и која што ќе се стреми да ги штити правата на секој, без разлика на какви било различности, припадност, уверувања и слично. Еден од чекорите што се преземаат во таа насока е подготовката на новиот закон за спречување и заштита од дискриминација, за која што е во тек јавната расправа. Целта е со овој закон да постигнеме законска осогласеност со меѓународните стандарди за човекови права. Дефинирањето поиме што се подразбира под дискриминација ќе биде во согласност со меѓународните стандарди. Значајни промени се предвидени во самата комисија за заштита од дискриминација, која што ќе биде професионализирана преку транспарентен избор на членови докажани во областа на човековите права. Знаеме дека законите не се доволни и дека она што е потребно е да се погрижиме сите ние како заедници, да покажеме почитување и недискриминација по било која основа, низ давањето личен пример во семејството, во нашето непосредно обкружување, во општеството. Ваквиот пристап на градење општество за сите е став на огромното мнозинство граѓани, што е обврска за сите нас да го развиваме, со што го трасираме патот на демократска, современа Република Македонија. Дозволете да ви ја честитам 5-годишнината од формирањето на ЛГБТИ центарот и ве охрабрувам да бидете гласни, слободно да се изразувате и да действувате во насока на заштитата на правата на граѓаните. Заштита на правата на сите граѓани во Република Македонија е заложба и определба и на владата на Република Македонија.